Продолжуваме со колегата Дејан Андоновиќ на оние места на кои што застанавме, не мислам во македонско-бугарските односи. Дејан е туку во меѓународната политика. Јас те замолив денеска да почнеме малку за она што се случуваше вчера-завчера. Тоа е една година од доаѓањето на председателска функција на американскиот председател Џо Бајден. Се направија разни анализи, тој имаше собствено обраќање кој што ги резимираше овие последни 365 денови, но еве да тргнеме малку со некаква и наша анализа. Го гледам рейтингот на Бајден од јануари 2021 до јануари 2022 година. Значи, он стартуваше негде со високи, би рекол, 55% поддршка. Денеска поддршката му е намалена на 42% и веќе 52% денеска од американците имаат негативен став кон Бајден. Што значи тоа? Дури се поставува прашање дали тој ќе успее да го врати рейтингот за да може да биде евентуално реизбран на функцијата председател на САД. Па прво јас би рекол дека Бајден имаше мала привилегија, но и мал хендикеп во исто време дека го наследува човекот кој се вика Доналд Трамп. Зошто? Бидејќи тој Доналд Трамп беше нетипичен председател, нетипичен политичар, нетипичен американски председател, па оттаму целиот тој хаос што го направи за 4 години, требаше Бајден од една страна да го среди, што му даваше големи шанси на надеж, но од друга страна многу брзо потоа и самиот Бајден влезе во една би рекол нетипична ситуација, пандемија, глобална пандемија. Кога сме веќе кај пандемијата, тоа е една од неговите главни, да кажем, точки во неговата политичка платформа. Тој затегна многу високи нивоа и на заразеност и на смртност. И на мала вакцинација. Мораме тоа да го потенцираме. Тие нивоа ги намали драматично се таму негдека до веројатно септември минатата година. И успеа 70 и кусур проценти од американците да постигне да бидат вакцинирани барем со една доза, нешто што жестока кампања. Жестока кампања. Сега тие цифри се сега променети и на смртноста и на заразата заради омикронот. Се менуваат работите, не можеме да ги гледаме. Но би се рекло дека тој направи, и тоа беше една од неговите главни заложби, направи една драстична и тоа прилично ургентна промена на политиката во однос на тоа споредено со Трамп. Што и покрај успехот не му донесе нешто зголемување на рейтингот, бидејќи расположението кај нас сите во светот, па и во САД околу пандемијата е веќе да не ја коментирам, но исто така голем пад на рейтингот доживеа и во време на повлекувањето од Авганистан. Тоа беше исто така еден шок, би рекол, за светската јавност и за граѓаните воопшто, каде што вие после 22 години пред 22 години САД ги рушат талибанците, за после 22 години да им дадат поддршка да се вратат, што се доведува во прашање што правевте 22 години, што отиде на сметката на Џозеф Бајден. И покрај тоа што можеби он не беше главниот виновник. Еден од големите успеси му се брои во оваа година тоа што стапката на невработеност која што достигна неверојатен врв за време на почетокот на пандемијата, тоа е негде до 15%, денеска е дојдено до ниски 4%, тоа е отприлike компарабилно со времењата пред пандемијата, а таа ставка од невработеност со 4% во капитализмот дури се смета и за продуктивна, бидејќи прави притисок на пазарот на трудот да има флуктуација, да има конкуренција и така натаму. Да, но се зголеми побарувачката за работна сила која ја нема, пред се поради повторно пандемијата, која ограничи многу работи, пред се во транспортниот сектор, пред се во некои сектори важни за американската економија, каде поради пандемијата која беше целосниот локдаун, а и подоцна, не профункционира во оној капацитет што требаше, па оттаму и се зголеми инфлацијата. Врзана со тоа инфлацијата, Америка денес има највисока инфлација од 80-та ми се чини. Да, од крајот на 80-тите до почетокот на 90-тите, таа денеска е околу 7%. Да. Добро, за земји кои што поминале како што сме ние со инфлација кои добро, ние не сме релевантни, зашто дефинитивно. Така, иако кај нас таа сега е ниска, 7% е навистина висока инфлација и тоа му се брои како негативен поен. А зошто реков преска дека имаше и хендикепот и привилегијата и хендикепот после Трамп? Тој практично се обидуваше врз основа на грешките на Трамп да го ја гради својот рейтинг, како што беше пандемијата, но и неговата миграциона политика. Ќе потсетам, Доналд Трамп имаше една
би рекол, ајде слободно, десничарска, да не кажам, профашистичка политика околу мигрантите пред се од Латинска Америка, зашто јас и ти разговаравме изминатите сезони за оние пред се од Хондурас и Мексико, каде што Бајден ветуваше дека нема да дозволи веќе да има одвојување на семејствата, дека нема да бидат враќани толку како што ги враќаше Трамп. Статистиките тоа го потврдуваат што го говориш. Според ова што јас ги гледам бројките, значи во 2021 година до владењето на завршетото на Трамп, негдека околу 100.000 луѓе се доселува од Мексико, од таа граница во Соединетите американски држави. Сега таа цифра со доаѓањето на Бајден е достигне врв од речиси 250.000, па е сега малку падната околу под што исто така му влие на рейтингот, повторно ќе кажам. Така е, но е намален, да кажеме, зголемен бројот на деца кои што сега се спојуваат со родителите и така натаму. Добро, Бајден тоа го имаше јасно во својата предизборна кампања и веројатно така и доби одреден број на гласови од латиноамериканците, која е растечка популација во Соединетите американски држави, но и од другите, да кажеме, левичарски, демократски настроени. Слушай, ова анализа на BBC е одлична, но и ние да дајаме еден индивидуален печат. Еве јас лично како новинар, верувам се согласиш. Мислам дека реизборот на Бајден, овие сите бројки, освен поради бројките е неизвестен дали ќе успее да го врати рейтингот, е едно. Неговите години, неговата старост сигурно многу влијаат на неговата идна политичка, нели, кариера, пошто тој е во позни години, а ќе кажам и зошто го кажувам ова, бидејќи видовме дека изминатиот период медиумите, не неговите политички опоненти, медиумите го вадеа на некој начин од контекст со мали изјави, се сопна човекот, се качуваше по авионот, заспа на некоја. Тоа им се случувало и на помлади, но не беше толку апострофирано како што му се случи него. Сума сумарум годините веројатно ќе играат улога тој да не може да биде ниту ни интелектуално ни физички реизбор. Иако тој веќе најави дека се планира да се кандидира и за втор. Инаку иронијата да биде поголема, Доналд Трамп исто најавуваат таков целиот, нели, колеричен, а ако земете во предвид дека тој за 2 години кога ќе има нови избори, ќе ги има годините на Бајден, се постава прашањето што ти тогаш го критикуваш твоја политичка. Сакам да кажам дека сепак најате забот на времето ќе изигра најголема улога за неговиот рейтинг во иднина. Тоа ќе треба да се провери веќе за некоја година. Дејан, благодарам.